Здраво, драги родители! Добро дојдовте на видеата за свесното родителство. Почекорот број 17, кој Шефали го нарекла родители поврзете се со срцето или симнете се до срцето. Воедно ќе зборуваме за содржините од книгата на авторката Шефали родителска мапа или родителска карта. И овде Шефали ги повикува родителите во овој чекор да излезат од умот и да излезат од контролата, а да се симнат, да слезат до своето срце, преку своето присуство, каде што вистинската врска може да се оствари. Значи, тука вистинското поврзување е возможно помеѓу родителот и детето. Преку методата ВЕНТ, која што во почетокот ја спомнавме, таа е скратеница од зборовите валидизација, емпатија, нормализација и трансформација на детските чувства и емоции и детските искуства. Спрема Шефали, таа не само што представува метода, туку таа представува една состојба на срце, кое што валидизира, кое што сочувствува, кое што неутрализира, кое што ги препознава вистинските потреби на детето и кое што овозможува една емоционална трансформација кај детето. Кога зборуваме за неутрализацијата, бидејќи претходно објаснавме валидизацијата и емпатијата, зборувавме за емпатија во претходните видеа, преку неутрализацијата Шефали зборува дека овде родителот ги прифаќа детските емоции како нормални и исто така му возможува преку трансформација детските емоции едноставно да можат да се трансформираат во свесност и во внатрешен раст, а не преку да се направи промена на детските емоции, преку притисок, преку постојано поучување или контрола. Што сака понатаму Шефали овде да ни објасни? Дека прво пред се, дека ниеден човек не сака да му кажеме дека неговите начини на доживување на светот се чудни. Сите ние сакаме да се чувствуваме дека сме нормални и дека и другите би се однесувале на сличен начин како и нас кога би биле во наша кожа, така и со нашите деца. И тие секое дете, значи, децата сите сакаат и копнеат да се чувствуваат нормално во своите реакции, во своите доживувања, во своите искуства од животот. И ние како родители навистина тука можеме да одиграме многу важна улога, како децата сами да можат тие да ги нормализираат своите емоции тука. И кога децата доживуваат големи емоции, односно кога детското мозоче нема само капацитет да може да ги изрегулира интензивните емоции, многу е важно родителот во таквите моменти да ги неутрализира или да ги нормализира овие искуства кај нив. Кој е најдобриот начин? Најдобриот начин е кога родителот би му кажал нешто на детето, например како целосно те разбирам, зошто се однесуваш на овој начин, повеќето би се однесувале на ист начин како што ти се однесуваш или доколку детето е помало, е во помала возраст, би можеле да му кажеме ворете, плачи, не е ништо страшно. И исто така би можеле и родител да не реагира на состојбите, на искуствата на децата со својата собствена емоционална енергија, односно да не додава родителот на вознемиреноста на вознемирената енергија на детето и со својата емоционална енергија. Например, ако нашето дете забележиме дека вриска затоа што видело пајак, ние како родители можеме да го нормализираме неговото искуство, тогаш неговото доживување на емоциите и да му кажеме, например, разбирам дека се плашиш од пајак. Голем број на луѓе исто така се плашат од пајаци.
Ама погледни го пајакот, види го. Ќе забележиш дека тој само си работи својата работа. Тој воопшто и тебе не те приметува, не те забележува. И, значи, со тоа ние не дозволуваме нашите енергии едноставно да се вклучат во емоционалната енергија на детето. Туку оставаме енергијата на детето да остане, да се неутрализира на тој начин со зборовите кои што му ги кажуваме. И на тој начин детето ќе забележи дека она од што се плаши е всушност неутрално по својата природа. Или Шефали тука дава еден свој пример, кога била со својата ќерка во еден парк, затоа што незиното дете цело време ја молело да одат да се забавуваат, да се повозат на топоган, да се спуштат по еден висок топоган. Меѓутоа, кога дошле моментот да се искачат на топоганот, наеднаш незината ќерка се исплашила и почнала да плаче и рекла: "Мамо, мене многу ми е страв." И меѓутоа Шефали наеднаш и одговорила и рекла: "Слушни, Маја, ние сега наместо да бегаме од стравот, ние ќе се спријателиме со стравот." И таа ни солзи ја прашала својата мајка: "Мамо, ние како ќе го направиме тоа?" И таа и рекла: "Сега слушни ме, ќе го направиме на следниот начин. Јас сега со тебе ќе пееме една песна. Ти ќе ја повторуваш по мене, додека се качуваме по топоганот, ние ќе ја пееме песната. Ти ќе повторуваш по мене цело време." И така Маја се сложила и додека се искачувале по скалите за да се спуштат по топоганот, се треселе двете од страв како лилјаци и почнала Шефали да ја пее песната: "Страв ми е и пролевам солзи од сабајле. Вака се чувствувам и ич не ми е гајле. Страв ми е и пролевам солзи од сабајле, вака се чувствувам и воопшто не ми е гајле." И така Маја продолжила по неа, повторувала, почнале да пеат и наеднаш што се случило? Додека стигнале долу до крајот на топоганот, веќе двете се кикотеле од смеја и ја пееле нивната мала песна. Така да после неколку пати стравот заминал и тие се чувствувале прекрасно, доживувале едно навистина пријатно искуство. И тогаш Шефали и рекла на својата ќерка и се обратила и рекла: "Маја, стравот и солзите се нормална работа. Сите ние ги чувствуваме и нема потреба едноставно да се криеме од нив, затоа што тие се тука за да ги чувствуваме и за да ги отпуштиме. Ништо друго." И Шефали тука им објаснува на родителите дека родители ние кога му пристапуваме на животот во својата природна форма, во својот природен облик, онака како што е во својата сировост и без ние да го етикетираме, тогаш постепено животот почнува да ја губи моќта над нас. Зошто? Затоа што да се биде исплашен и да се биде вознемирен, сето тоа е интегрирано во нашето животно искуство. И тоа служи едноставно како наш учител. Значи, сето тоа всушност представува наше растење низ животот. Понатаму Шефали, кога станува збор пак за последниот дел за трансформацијата на детските искуства, на детските емоции, таа објаснува тука дека им вели на родителите: родители, постои голема разлика помеѓу промената на детските емоции и на детските искуства со трансформацијата. Зошто? Затоа што трансформацијата не значи едноставна промена, затоа што промената повеќе се однесува на надворешноста. Трансформацијата е раст и еволуција од внатре. Што значи тоа? Дека ние како родители да можеме да ги забележиме внатрешните капацитети и на детето и заедно со нашите внатрешни капацитети да возможиме еден природен раст внатрешен кај детето. Например, таа вели, ако
нашето дете, гледаме дека е многу вознемирено заради тест кој што треба да го полага, како можеме да оствариме ние една трансформација на неговите емоции, на неговите искуства, на тој начин што прво, ние откако ќе го потврдиме детето, откако ќе сочувствуваме со него, откако ќе ги нормализираме неговите емоции, ние одиме во една состојба да му помогнеме да може да ги трансформира своите емоции или своето искуство. Како? Најчесто тоа, Шефали го објаснува, е преку истакнување на силните страни на детето. Значи, ние можеме на тој начин детето да ја преформулира својата моментална вознемиреност во насока да влезе во состојба на храброст. Ние би можеле да му кажеме, например, гледам колку се трудиш, колку се бориш да го одржиш фокусот, што помалку да бидеш вознемирен, да бидеш што повеќе смирен. И навистина тоа го почитувам кај тебе. Тешко ти е, гледам дека ти е тешко во моментот, но сакам да ти кажам дека во однос на минатиот пат имаш направено многу голема разлика. Многу голем напредок имаш остварено, затоа што минатиот пат не можеше ни да помислиш за оваа ситуација дека треба да одиш да полагаш. А сега, види, денеска веќе се спремаш на големо за да го полагаш испитот утре. Или да сакаш да одиш на тестот. Види каква огромна промена има настанато кај тебе. Значи, и те како самиот си поднаучил како да се справуваш со стравот и со стресот. Важно е во сето ова колку ти можеш да се снајдеш, колку можеш да го намалуваш стресот кај тебе. И гледам колку не обрнуваш внимание на оценката, што ќе ја добиеш, туку колку обрнуваш внимание на тоа како да го намалиш стресот. Знам дека ти е тешко, но тука сум до крај со тебе, за да ти помогнам во сето тоа. И Шефали објаснува на родителите, објаснува доколку ние родители се фокусираме само на промените на емоционалните искуства кај детето, ние тогаш како ќе му кажеме на детето? Ќе му кажеме, например, добро, дај да ти помогнам јас да ја решиш задачата. Да ти помогнам во решавањето на задачите. Или пак, ајде ќе викнам некој професор да ти помогне, ќе те испратам во кај некој професор да ти помогне околу задачите, затоа што оценките се многу битни. Многу е битно да добиеш 5 по овој предмет. Значи, овде Шефали ни објаснува дали можете родители да ја видите разликата помеѓу промената и помеѓу трансформацијата. Зошто? Затоа што трансформацијата се фокусира на емоционалното искуство и на внатрешниот раст. А промената пак се фокусира на надворешната промена, се фокусира на резултатите. На надворешната задача која што ја имаме со нашите деца. Но трансформацијата е многу побитна. Зошто? Затоа што не постои личност и не постои состојба која што треба да се промени, туку единствено трансформацијата кога може да се случи? Трансформативна состојба кај самото дете, промена, вистинска промена. Кога ќе се таа промена кога ќе се однесува на внатрешноста. Затоа велиме дека трансформацијата представува една внатрешна промена која што предизвикува раст и развој кај самото дете. Едноставно, преку трансформацијата што учи детето? Детето учи дека матрицата за успех е внатрешно. Е кај себе.
а не зависи од надворешните фактори. Значи, дека се е во него. Кога детето почнува внатрешно да се трансформира, што се случува? Детето учи дека фокусот треба да биде насочено кон себе, а кога е насочено кон себе, детето почнува да се прифаќа самото. Почнува да развива љубов спрема себе. Почнува да предизвикува само љубов кај себе. Почнува преку таа љубов која што е чувствува да гради сочувство, да гради емпатија спрема себе. И кога е така, детето, ако се сеќавате порано кога кажував, кога Шефали спомнуваше за надминување на егото, детето почнува да го развива тоа трето негувателно јас кај себе. Значи, наместо да биде исполнето со страв, со вознемиреност и да бара да го маскира тој страв, детето на овој начин преку трансформацијата на своите емоции и искуства, тоа успева да се сака себе си. И Шефали вели во својата книга понатаму, дури и детето да не остварува некој виден напредок, во смисла на тоа кога претходно се плаша од да оди на испитот и сега вториот пат повторно се плаши да оди на испит, ние како родители сме тука да го поддржеме во таа насока, во смисла да го поттикнеме тој внатрешен раст кај ни, во смисла да му кажеме секогаш кога поминуваш низ ова искуство, ти стануваш се посилен, непосилен. Ти ако тоа не го забележуваш, ама јас го забележувам тоа. Затоа што со секое едно соочување, ти се повеќе и повеќе се спријателуваш со своите емоции, се спријателуваш со стравот. Стануваш другар со своите чувства, не бегаш од нив. Но потребно ти е време за да оствариш успех. И битно е да знаеш дека не постои временска рамка за успехот. Туку доволно е да си дадеш време да си влеваш повеќе сигурност во себе, за да можеш да останеш смирен. И тука ќе бидам јас со тебе цело време, додека поминуваш низ ова твое искуство. И Шефали тука им објасна на родителите, дали родители можете да го видите овој пристап колку е посмирен, колку го охрабрува детето. Секогаш кога родителот ќе го стави фокусот на прифаќање на она што е детето, на неговите природни капацитети, значи кога детето му дозволува родителот на детето да си биде поврзано со своето битие, што се случува? Сето тоа директно влијае врз неговата самодоверба. Значи кога детето останува поврзано со своето срце, му дозволуваме, тоа директно влијае врз намалувањето на неговиот стрес, на неговиот страв, на неговата вознемиреност. А оние деца кои што се воспитани од место на промена, од ниво на промена, тие секогаш чувствуваат притисок да живеат поинаку од она што се всушност. Разделени. Зошто? Затоа што пред се исполнети од стравот. Исполнети се од прекорот кон себе. Дали ќе ја направи тестот, дали ќе го реши
дали ќе добие оценка 5 или нема да добие оценка 5, затоа што се поврзани со надворешното, со резултатите. Затоа што детето тогаш е под притисок дали ќе успее или нема да успее. Токму заради тоа свесното родителствување е. Заради внатрешната трансформација. Преку заедништво со родителот и детето и преку сојузништво меѓу родителот и детето. Драги мои родители, имајте убав ден, се гледаме.